Почитувани гледачи, добро вечер. Дозволете на почетокот на оваа емисија да им изразиме сочувство на семејството на загинатите момчиња и девојчиња во Кочани, а на сите оние кои се повредени да им посакаме брзо оздравување и враќање во нивните домови. Оваа емисија е прва после тој трагичен настан. Меѓутоа животот мора да оди понатаму. Ќе работиме на тоа да не се случуваат и ние ќе се приклучиме кон тоа да повеќе не се случуваат такви работи, а ние мораме да одиме со емисијата и покрај сето тоа што се случи. Ќе посетиме вечерова на фудбал, бидејќи македонската репрезентација одигра 2 од 8 предвидени надпревари оваа година, завршија како што заврши надпреварите. Ќе направиме една мала анализа на сето тоа што се случуваше на терените во Лихтенштеин и Скопје. За да се направи една анализа потреби аналитичар, а кога се работи за тоа, мој неизбежен соговорник е Арсе Андовски. Арсе, добро вечер и добро дојде во Арена. Добро вечер, ја да се придружам на, не знам како да го кажеме тоа сега, да се живи и здрави тие што остана, да им посакаме брзо опоравување и да не се повтори повеќе. Така. Не знам, сочувство до фамилиите, нема зборови се, нема кој збор да го Нема потребиш. зборови за утеха, меѓутоа тоа е тоа. Али тоа е животот. Иде понатака, па ќе речем да не се повтори ова. Институциите нека се вршат нивната работа, нека видат кој е виновен за сето тоа, а ние се помина ова и победи и порази фудбалски. Да, меѓутоа што тоа тие е, што мора да функционираме понатака. Ево ја уште не може да се освест. Така да. Ајде сега, иако на сите ни е тешко, верувајте, на сите ни е тешко и оваа емисија ќе оди како што оди, мора да оди. Реков животот тече понатаму, ние да се вратиме на фудбалот и тоа што ни е нам работа. Тоа е нели спортот и оваа емисија. Реков Арсе дека одигравме 2 од 8 надпревари предвидени во квалификациите за светско првенство кои што ќе се играат следната година во Мексико, Канада и Соединените Американски држави. Одигравме очекувано победивме со Лихтенштеин и нерешено со Велс. Како ти ги видови надпревари, очекувано или не очекувано? Па види се, пред почетокот сигурно дека и со 4 бода бевме задоволни да стартуваме. Лихтенштеин нормално сега. Ние пак ќе кажеме, исто се повторуваме, исто сите играат више фудбал, нема тука фаворити, аутсайдери. Рутинска победа со Лихтенштеин, нормално, немаше многу залагање, убав резултат, без повреди, без картони, што е најбитно. Со Велс сите бевме до 90 минута задоволни со 0. Мислам, веќе кога беше 0-0, бод се пишува. И се случи драма. На вакви надпревари, на овој циклус, значи, кога се квалификации, секој бод, секој гол е драгоцен. Така да, не знам, многу наивно сега, не знам дали е наивно, многу брзо, многу да. Погрешка, примивме погрешка. Значи, надпреварот не беше убав за гледање. Беше тактички одлично поставени од двајцата. Се чекаше грешка. Нашиот малер што ние задни сгрешивме. Значи, прво сгрешија Велс, па ние. Да бидеме реални. Да беше обратно, да беше гол, да, ќе бевме задоволни. Да беше 90 минута 0 за Велс, па и да значиме супер. Ама вака имавме 30 бода. Секунди во прашање, мислам, тоа беше. Тоа е фудбалот е за тоа интересен. Значи носи радости, тага и тоа животот, како што реков ми пред тоа, оди понатака, има други надпревари. На крај крајева бод се пишува, 4 бода, не е мала. Не, малку останавме први во групата. Види, ние сме репрезентација што на такви која одлучува, значи по некоја математика последниот надпревар ќе одлучува. Пак со Велс таму. Ние знаеме Италија да исфрлиме, ние и Германија да, така да ако дојде до тој последен надпревар, мислам дека ќе немаме проблем. Тоа е моје мисли. Да? Да, ама да бидат резултатите како што мислиме сите. Дај Боже да иде наша полза. Дај Боже Велс да киксте негде, па ние. Ама како стојат работите, ја мислам дека 90%. Каде ви може Велс да киксте? Со Казахстан? Види, ние ја гледам Велс Казахстан, ова Казахстан игра со, да. Мислам дека не е лоша екипа Казахстан. Не е лоша. Имаат така се компактни, нијанси може да одлучуваат, али
пак мислам дека сме поквалитетна. Еве, поголемиот дел од нашиве почна да најдоа клубови, играат по клубовите колку толку што е добро. Например, сега кога сме у јуни со Белгија, како така ќе бидат у некој ритам да имаат надпревари до пред сега. Немаат клубови, нема надпревари и тоа се одразува. Значи, ние може да сакаме, знаеш, ние сакаме, ама толку е. Друго е тренинг, друго е надпревар, поготово надпревар од ваков ранг, тоа е. И овој надпревар беше посебен, значи, со посебни емоции, полн стадион, очекувањата беа огромни, и јас сум лично задоволен. Како можеше да биде, немаше убави на надпреварот. Иако сите на крајот се осетиме како да сме загубиле, ама тоа е, фудбалот е тоа. Многу тактички надпревар, значи и едниот тренер и другиот чека кикс. Не се отвара, добро затвара, добро се одбраната наша изигра одлично на крај. Сгреши исто и нивната одбрана. И тука одбраните го решија, мислам го решија надпреварот. Тоа што беше, ајде малку научен беше на Милевски сега, нели? Обично викаат после војната сите се генерали, и тоа не во тој контекст, ние ќе се измешаме. Ете, во ситуацијата сега хипотетички, види што би било. Значи, Муслио ја имаше пред топката пред нивниот. Добро, ние гледаме во 60-ти год, не гледаме како почна акцијата. Ама добро, сега можеше да се шутне топката, да се задржи тамо. Значи да се задржи. 20 секунди заврши така требало да биде. Тоа ја така мислам, значи и после Димовски ја промаши меѓу ноги. Мислам, имавме шанси да се испрали таа. Не, па затоа на центар шут иде, го ставаме сам тој високиот. Значи кој е висок, убаво направи Милевски измена, го стави Манев висок да се ремпла, да се никој еден на еден го стави, а не го дуплира, ја спушти грешка на грешка. Не, тоа е дел од секунда, не е грешка. Се знаеш дека на него ќе е таа топка. Па нема на кого. После напад нема играње, после напад се знае долга топка. Пак ќе кажам. Не можеш никого да окриваш, да знаеш најубаво од фотелја и таму најубаво се коментира, така да. Мислам, може да бидеме честитаме на децата, изигра одлично, така да. Ова е, пак јас сум задоволен, сега една анализа си правиме ние, нели, пост сите оние настани што се случија таму, кои инаку би одлично беше поставена. Дај Боже да победевме, тоа се 6 бода, значи 6 бода си беше. Тоа ќе беше друга приказка. Добро, ќе се вадиме. Добро, ама имаме на друга работа. Зашо па да не изиграме нерешено со Белгија дома? Ама зашто да не ја победиме? Не спорам ја. Зашто? Најминимал, нерешено. Дај Боже да победиме. Зашто сите оние со кои што јас разговарав и на телевизија што гледав стручњаци и така натаму, вика дека Белгија има добри поединци, меѓутоа како колектив не игра добро во моментот. Кај нас е проблемот што ние дома не играме како што треба. Слабо, не слабо, ама имаме некој се осеќа некој притисок, премногу респект на противник. Не, и притисок од публика, што друго е, надвор сме порелаксирани. И надвор ние играме подобро. Дали си приметил? Ние над преварите надвор ги играме одлично. Дома се мачиме, знаеш, публика очекува, нема више убавина. Ние сме научени, гледаме фудбал европски на телевизија. Добро, тоа е. Значи, европскиот клубски и репрезентација разлика. Ние гледаме Барселона, сега не сме играат, абе, тој фудбал е клубски. Па добро, што да каже Бразил 4-1 изгуби од Барселона. Тоа сега ја гледав утакмица, тоа да беше Меси, уште 4 ги им даде. Пази, без Меси игра. Така да нема, тоа е фудбалот, нема жалење, треба да се гледа напред, треба да од грешките да учиме. Добар репер треба да биде НБА лигата, нема време душа да земат кавали. Они се секој ден у авион, секој ден нова сала. Нема, тоа е. Нема време за жалење, нема време за дискриминација. Знаеш, читам изјави, се жалеле фудбалерите, па еден им враќа од тие, па заработуваш 100 милиона. Сега нема належење. Значи, така да нема. Сурово е сега, друго време беше порано, сега е друго, многу пари се уигра, многу интереси, многу и... Меѓутоа е, ајде за уште една работа, малку ќе се задржиме околу утакмицава и ќе предеме после на друга тема повторно поврзана со репрезентацијата. Кога влезе Чуролинов, влезе и Манев, тоа влезе. Малку се подотвори играта и почна акциите. Тоа е тактика, да. Сега, дали требаше да почне со Чуролинов, дали не требаше, па ќе... Се покажа дека можеме и на нападјачки, мислам, не е... Па тоа е, види, за тоа се тие тактички надпревари не се убави за гледање. Значи имаш ти 5-6
минути, не се ни 5-6 минути. Еуфорија и после исто и Велс. Едно време Има иницијатива. наметна игра, да. се повлекува. Видео дека не може, ќе се повлече. Више кога се прави утакмицата при крај нема многу отварање, дали требаше со Чурлинов да почне, дали тоа е Добро, веќе може стварна би, тактика, може да. тактика на Мене ми селектора изненади ова дете Илиевски сегаш. Илиевски. Добро се движеше, затвараше таа страната кај Не, не. добро, си ти изигра одлично. Така да, одлично. Нема тука, Си ги нема. исполнија врските. Па ќе речем, одбраната функционираше добро. Сега треба да се поработи малце, тоа е моje гледање. Некако да биде Миовски позапослен, што би рекле ние, да има топки. За него треба топки, не може. Он е прав шпиц, значи вреба, чека, тоа е како Дарко Панчев. Чека, те казнува, значи за тоа се шпицовите најплатени. Да чека шанса и да те казнува. Добро, Ја мислам дека ќе биде добро. Имаше и, подсети ме, дали беше Франција, дали беше, не знам дали беше клубски или репрезентативна утакмица, у последна секунда или Хрватска, како беше Хрватска? Хрватите, да. Хрватска прими гол у последна секунда, ама буквално последна секунда. Ете, за тоа сакам да ти... Тоа е. Фудбалот е тоа, мада французите требаше да решат пред тоа на преварот. Да. Ете, гледавме Србија, Австрија доминантна. Да, Србија, две грешки, два гола. Два гола, тоа е, никој не кажува кој како си играл еден ден. Таму, на тие надпревари, која се квалификации, која се бодови, многу е битно да освоиш бот и да не изгубиш. Дали како си играл е најмал проблем. Атмосферата 20.000 гледачи, убава атмосфера фина? Ја тоа го зборам стално. Значи не треба ние вакви моменти да чекаме да го напуниме стадионот. Значи ова треба да биде и со Лихтенштейн 20.000. Пак репер е Франција. Франција играше со Гибралтар, не знам која беше, пун стадион. Не игра на у Париз игра пун стадион, значи 40-50. Така се сака репрезентација. Така, не сега ќе купуваме карти, ќе донираме, тоа окей, тоа е потек, ја уште напишав уште пред 5 дена. Значи картите да се билетите од парите се донираат. Тоа е најмал проблем. Да, и тоа го направи федерација. Тоа е најмал проблем. Проблем е да го натераме македонскиот народ доди да гледа. Да прати репрезентација. Тоа е поентата. Не е поентата да сега Белгија ќе напуниме, Лихтенштейн да се преброиме. Значи тоа не е. И ја би укинал тоа. Гратис име тоа нема да не им текне на памет. Ќе си платиш. Ете, ќе платиш и ќе гледаш. Како е убаво вака 20.000 личи. И му даваш мотив на фудбалерот да игра. Како ќе игра он пред 3-4-5.000 со Лихтенштейн толку ќе дое. Друго е да имаш 20.000, континуитет да има, се знае репрезентација не игра секоја недела. Репрезентација игра 5 утакмици годината. Оваа година се погоди 8. Ето 8. И толку е. Па плати. Без разлика се. Сакаш да го гледаш Елмаз, сакаш да го гледаш Чурлинов, ќе платиш, ќе гледаш, ќе најдеш за репрезентација. Тоа е, кај нас уште тоа ни фали да го пририпнеме, знаеш, сега ќе идам Лихтенштейн ќе го гледам. Не, ти гледаш Македонија, не го гледаш Лихтенштейн. Ти одиш да најдеш за Македонија. Кажи ми, и на штета што Серафимов доби жолт картон, единствениот кој не смееше да добие, баш он доби, и сега нема да игра против Белгија. Тоа се пази, сега имаш две опции, он имаше контра Вел, сега да нема тука, во тие моменти никој не ни размислува кој картон му е, како картон, битно да се спаси тоа што може да се спаси, тоа е, има, ќе најде Боби замена, пак ќе кажам, ја потек за поздравување на Мастер што не направи никаков рез у репрезентација. Сите очекуваа, ја познавајќи го, знаев дека нема да пипне тамо, пошто бил и фудбалер, знае како е. Значи, кога иде добре, кога имаш континуитет на надпревари, нема што да менеш, зашто да менеш? Така, добро, за ова кратко време, колку што е Мастер, председател на Фудбалска федерација, направи 3 потега кои што па барем мене вака ми изгледа. Рано е да даваме коментари, ја знаеш дека да. До сега што го видам. Значи го остави Милевски да биде селектор. Во Аресо Арена направи договор за Арена Македонија да биде. Сега ќе има и се оно што го гледаме на Арена ќе биде на македонски јазик со наши коментатори со наше се и следото оно што можев да го видам дека е сменета тревата вештачката трева на еден од терените на Федерација. Да, менја нешто прави. Да, тоа е добро. Сега види сам како ќе биде, што ќе биде. Тоа е све окей, значи тоа е работата
не е тоа на председателот, треба да даде иницијатива само, ме разбираш. Добро. Кај нас стои, за тоа имаш комисии, имаш управни председателот сега нема се замара за Ја да тревата. видиме се дали ти проработат тие Разбираш, комисии, тоа е. тоа сакам да ти кажем. Иначе Масар ко Масар, ја мислам дека сака, познавајќи го лично, сака да направи за фудбал. Како ќе се снајде, знаеш дека сега има многу крокодили околу. Па добро, во секој случај. Така да секој сака Ништо невообичаено кај нас. Најубаво е федерација да работи, значи таму е платено, обврски немаш. Добро, ги видев на стадион беа заедно со министерот Барко Ристевски, 20 спортисти. Што помалку да се меша политика, не Не. у фудбал, у све, у Сега спортот. друго да кажем, убаво е што е министерот таму, Ама нормално да е, види мора што да е оди како како. е. Заедно Нормално. со првиот човек на македонскиот фудбал, да видиме сега билки од тие средби и така Види, натаму ќе председателот, кај нас лоша е перцепцијата на, мислат они председателот е се моќе. семоќен, он се организира, значи федерацијата е создадена да го реши фудбалот у државата, не овие надпревари. Тие се решени по правило на УЕФА на ФИФА, значи таму е све пропишено, ти нема што да измислуваш, тоа е све измислено. Затоа ти даваат пари, донации, за да го решиш фудбалот тука се. Како ќе го реши, ја мислам дека мора да проба, значи тие реформи се тешки. Тука мора да реформира све, ако сакаме да клубскиот фудбал домашниот да ни тргне. Тоа е базата на репрезентација. Еве, репрезентација си играат заврши утакмица, си отидоа по клубовите. Па добро, ама репрезентацијата е таа што уствари и носи пари. Ама носи пари, како ќе носи пари? Носи пари репрезентација, ама треба ти Ама ако имаш успех, од базата да дојде играч до репрезентација. Како ќе дојде? тоа е понатаму разговорот, чека се да не ги мешаме Да. работите. Да, репрезентација ти се окей. Затоа си зимаат пари од УЕФА, сега има тој солидарен фонд колку по 150.000 евра. Да, она што е Клубовите екстра, да. зимаат за програми за тоа е се ФИФА дава пари УЕФА. Тука нема збор. Треба како ќе ги канализираме ние Сега тие овде. пари. Тоа е сега до нас, тоа не е ни до ФИФА, ни до УЕФА, ни дали парите за младински фудбал ќе одат за младински фудбал, нема да одат за плати за првите тимови. Тоа треба Мастер да го среди. Ако нешто ама да биде, слушнав- види, да стои на тоа, нема мој, твој, овој ми се нема. Значи или ќе бидеш, мора рез да се направи. Секој рез е тежок. Ти имаш и непријатели, ама ако сакаш да тргне по некој добар Нормален пат, пат. фудбалот само така и да се почне од најдоле. Значи ние све првата лига ја правиме. Гледаме прва лига. Темелот треба да го видиш. Ако смеам да се мешам во моабитот, мислам дека во еден интервју на Масар прочитав, слушнав дека акцент ја стави на помошни терени и на игралишта, не на трибини. Не го интересира трибини дали ќе има, битно е условите за тренинг и за утакмици да бидат добри. Тоа е се убаво. Сега како ќе биде тоа се изведено да видиме? Тоа види сега кај нас го Штип стадионот си го видел. 10 пати зимаат пари од УЕФА, од федерацијата, истиот стадион, теренот мислам. Парите Не знам они што очекуваат председателот или ФФМ да им ги одржава. Си имате таму служби. Моја е да ти обезбедам, да ти дадам што треба, финанси, ама понатака Добро, контрола може да им прави некој? па валјда може, не знам. Па тоа сакам да, значи мора да превземе ризик. Ова е ризик, ако го превземе ова Мастер ќе има пријатели, непријатели милион. Значи ризик мора. Нема да добиеш пари ако не го средиш ова. Пријатно. Нема тука многу, ние 21 век се импресионираме, гледа какви соблекувални има. Па нели е срамота за соблекувални да збори. Така. Што само по себе треба да... медицински персонали имат, какви амбуланти имат, Болници имат, болници се имат. на Да се- Ние сме смениле не вакви, не шајката сме извадили, сме ставиле две закачалки. Многу, 21 век. И сега тоа ќе озбориме 2 години. Кажи ми, кој... Иако знам што ќе ме говориш, секој надпревар е битен и клучен и така натаму, си секој бот е битен во овие квалификации, тоа го знаеме. Меѓутоа, кој надпревари, кој дел од овие квалификации ќе биде клучен? Исто кој у клубскиот фудбал. Значи титулата се губи со послабите. Дерби надпреварот и титула не добиваш. Тоа е со
играш сега со Белгија, Така. ти треба Казахстан двете да ги тепаш и Лихтенштајн дома. Така Лихтенштајн дома игра. Да, да, За да бидеме конкурентни со Велс, последниот надпревар, ако и они победуваат исто, да биде решавачки за место, за второ место. Тоа е, нема друга филозофија. И пак ќе играме Белгија како главен фаворит. Пак, да. Ама никој не рече дека и Белгија може да... Ама тоа сакам, еве ги тргаме Белгија сите, гледаме и по Да. сите ги Никој прават. не спомнува Белгија, Гото, Белгија ќе биде ете, шампион. Белгија прва. За второто место сме ние, со Велс. Не Велс па ние, него ние и Велс. Така треба да се поставиме, така треба да настапуваме. И ја Да. мислам дека, пај ќе ти кажам, ја мислам дека последниот надпревар ќе одлучува и Јас имам своје размислување дека многу пати сме покажале до сега. Памети ми заедно, така беше со Ирска, 1-1 кој изигравме овдека, така? Така беше со Италија, така беше со Германија. Со Германија. Мислам, Германија овдека не не е битно, си збориме го да. научи, меѓутоа ги победивме Нас таа. не ни вреди ние ако земеме и да Белгија да тепаме. Ете ќе тепаме. Ние ако изиграме нерешено со Казахстан двете, Да, што ми вреди мене победата со Белгија ако не ги тепам? Затоа сакам да ти кажам, ние треба Белгија да изиграме, најрелаксирано треба да играш Белгија. Немаш што да изгубиш. Идеш бот, тепаш, не решено. добро. Дали е клучно да ги земеш сите натпревари да ги добиеш? Зависи со кого играш дома. Сега не можеш ти да рачунаш Белгија дека ќе ја тепаш. Па ќе ти кажам, али со овие и Велс да не забораваме, Велс играат Се во Англија, шемпионшип, во Англија, премиер лиг, значи не можеме сега ние да кажеме еј сега Велс слаб, како слаб. Не можеш да ги натрчаш. Да и прво се физички појаки, поспремни и тактички, може не се фудбалски тактички играат подобро. Па и бел и тренер има кој што не докажем Да, како играат, фудбалије, они се играат у јака лига, јаки лиги таму, така да ние да не си правиме. Знаеш ние како се понашаме, ево 100 пати сум го рекол. Шампиони сме одма. Не, ние се понашаме ко секој европски, секој светско да учествуваме, знаеш, ко Бразил, ко Да. Ај малце треба да бидеме реални. Прво треба да го гледаме фудбалот кај нас дома, па да видиме кај играат нашите, колку играат, па после да Добро, премалку е дефинитивно е само што почне првенството и одма прекин има да. и ќе трае сега до јуни, кога ќе трае до мај јуни. Јуни е со Белгија. Да, јуни да го повторно ќе има пауза и тука ќе заврши некаде. Не, ние ќе ги фатиме на топло, знаеш, ние. А да, на 100 степени Играме може ако на може 3 сат уеден на да се игра. Така да не, ако е нека си тера добро, има добра подлога да се надеваме, да има време да се спремат, има да се анализира, да, мислам дека па фудбалот за тоа е интересен. Па сега, Боже мој... А зашто и да не победиме? Добиваш, па зашто не победиме? И тоа ми е сега прашањето. Треба ли да играме по-опазивно, да се надигнуваме едноставно? Немаме ние такви играчи. Такој тип на играчи да играме офанзивно. Офанзивата трга од одбраната. По некоја логика. Па Значи, да, тоа е офанзива. Ти беше бек, па знаеш. Па. Еве гледаме, ние кај нас ние немаме, треба да сме реални, немаме такви играчи во одбрана што може да направат едно 5-6 додире како што играат сите репрезентации. Нема веќе тоа умре, тоа земи шутнија напред трчи. Тоа го правеше Столе Димитрицки цел утакмица. Ама нема, па сега Столе гледа. Столе не го прави тоа у Валенсија. Па да, добро има. Значи има додавање до центар ја слесува топката. Не, кај нас не се тој тип на играчи, не се, треба да бидеме реални. Не се така да мора да И Боби добро го знае тоа. А затоа и Боби не инсистира на таква игра. Да. Другата идеја имаш сега играчи што може со 3 додавања да дојде до центар, тоа е најубаво. Ама немаш и сега ќе играш, нешто ќе и немаме. Треба да се барат бекови. Ја мислам дека бековите ни се Па добро, според мене. игра овој како се вика. Игра, ама ја за мене, сега зборам лично за мене, значи бек ако не изцентрират, сега е многу, али едно 4-5 пати едниот бек и 4 пат другиот, значи тоа не пошто ние имаме таков шпиц. Немаме ние шпиц низо некоја лажна деветка што вика човеше Пандев, па да мора да играш на низ. Имаш Мијовски, играл у Шкотска, давал голови, значи таму е јака лига кај што има. не е лошо. Така да мора да нема. Модерниот фудбал гледаме сите фудбал. Значи има секоја акција завршува или со шут или со центар шут од страна. Нема пимплање пред 6. Тоа е више
Ние многу сакаме сега, ги гледаме Сити, Барса, тоа се више друга планета, тоа. Ние треба да се измешаме и ние од таа планета. Ние па затоа се мешаме и затоа до не зборам за македонскиот фудбал, за репрезентативниот, не секој си игра по клубови, имаат различни тактики, различни сваќања у клубот, така и тешко е да ги скоцкаш тука. Колку има репрезентација? 4-5 дена. Ма толку не можеш да научиш дивот, можеш само тактиката да кажеш и тоа. Да кажеш, да анализираш, за тоа има штаб. Ние треба тука си ја средиме дворот, а дворот се средува од доле. Добро, еве да проговориме малку за првенство, колку ти 3-4 кола помина вториот дел. Како ти за ништо неочекувано или очекувано? Ништо неочекувано. Изедначено првенство. Секој може. Секој може да победи. Не знам, не ми двои некоја екипа да рече доминира. Сите се тука. Ќе видиме, ќе биде интересно. Тука се бодовна колку тројца одат Европа, 4 екипи се борат. Тие се 4 горе со бодови. До работнички Силекс Шкендија, гостивари работнички тука се. Шкупи ако се приклучили. Шкупи неочекувано падна. Да, или како се вика Струга, тоа ќе биде бор за првите 3 места. Обстанокот? Ти кој си Вардар? Па ќе видиме себе Брера нешто слабо оди. Беса, не знам кои се таму. Тиквеш, лани добар, оваа година борба за обстанок. Вардар почна нешто да мрда, што би рекле ние, да покажува. Ќе видиме. Има уште за играње. Битно е да се, знаеш, кои ќе сретнат меѓу себе, тие за обстанок, да победи некој. Зашто ако играат нерешено, бодоите бегаат и најбитно е кој сака од втора лига да влезе у прва. Тоа е проблем. Дали сака? Дали па тоа, кој сака. Зашто прва лига е пак прва лига. Кошта, финансиски, други се условите. Еве, Македонија се издвои ко еден кандидат, да, што најверојатно ќе влезе. Бригалница тргна добро, еве сега Башкимија ја стигна. Тука е борбата, и Арсимија тука за бараж се борат. Ќе видиме, ќе биде интересно. Па ќе ти кажам, ја треба да видиме кој со колку пари располага, да не многу филозофираме, парите се добро, види се, ако гледаме така, разликата во пари меѓу прва и втора лига, оние што сакаат да влезат. Ја спомнам Македонија Ѓорче Петров, сигурно Македонија Ѓорче Петров има повеќе пари од да споменеме без хајде. Па за тоа е прво место. За тоа сака да влезе. Тоа сакам да видиме кој сака да влезе. Дали проширувањето на лигата. Тоа сега да правиме. Дали ќе влијае на зголемувањето на квалитетот и интерес на фудбалот? Прво треба да направиме ние тотална реорганизација на фудбалот. Значи ако сака, зборам сега за претседателот го зијаме, пошто ние птен сакам да успее. Мило ми е да успее да тргне фудбалов овде домашен. Значи тука он мора да биде бизнисмен, бил фудбалер, знае како се менаџира. Тука нема сентименталност. Значи бришам тоа што не треба. Почнувам од најдоле. Значи од тие четврти лиги, трети, тука нема милост, не може првакот од трета лига да игра бараш. Како ќе игра бараш? Значи чим е прв, нема да игра бараш и ти до година ти ако не влезе он, го губиш ко спонзор, тој што дава пари. Зашто да давам вика пари? А прв сум. Тука треба да смени тоа комисија, не знам, тоа управени одбори, да нема врска, тоа ја би избришал тоа од старт. Треба, значи тие што даваат предлози, не знам кој предлог дава за такмичење, да се воведе и странец ако треба у втора лига, лимитирај го до 21 година, па да видиш може. Добро, треба. Тоа лигите доле младински, тоа комплетно од нула треба да се тргне. Кажи ми, кој според тебе би требало да даде предлог за реорганизација на лигите? Надпреварувачка комисија или управниот одбор? Не знам како е поставил и надпреварувачка, пак треба да има консултација со некој. И да имаш треба да ставиш луѓе што имаат идеи што сакаат, не е само да дигаш два прста. И доста се на управниот одбор или на Мастер? Како е? Мастер не треба да се замара со тоа. Мастер е за друго. Мастер доди УЕФА, ФИФА да брка проекти, пари, да се прават стадиони. Тоа е Мастер. Ама треба да постави луѓе што нема
И да бара очет. Да бара очет, нема тука сентименталност. Нема, ако сакаме да направиме, тука нема овој ми е ово, нема тука овој ми е ово, овој ми е ово, после работа на кафе. Тука е Работа. се работи, па сега. Да се поготоа треба младинскиот фудбал, тоа треба комплет да се реорганизира. Сакаш да кажеш дека овие луѓе што се во младински фудбал недоволно Не работа знам кои според се те? младински Не фудбал. знам и јас. Ама гледаме дека нема што си видел ти од младински фудбал. Наша екипа нешто отишла, ова што играат прваците, како што стигна Хајдук финале, Так. младински фудбал, ништо. Си видел некој да одскокне па да се заинтересира? Никој. Значи мора да се менја. Да се тргнат, пак ќе кажам, ја милион непријатели. Па немој. Значи приватните школи треба да се тргнат од лигата. Да бидат под капа на федерација, да. Али приватните школи да си имаат своја лига. Пред да супер финал нека се игра. Нека после лесно. Значи приватните школи под капа на ФФМ, нека им делегира суди, тоа све си окей. Ама да не Другите се школи меша. да не се меша утакмичење на овие младинци. Или ќе направиш да играат предигра, као што играме ние порано. Значи предигра се гледа. Па табелата ќе ја направиш дали ќе има влагање, тоа све се прави. Се седно и се прави. Ама нема тука овој ми е пријател, не. Приватна школа си е приватна школа. Да бидеме сега. Приватната школа е бизнис. Не иде на квалитет, иде на квантитет. Што поише? Деца, друго е школа, фудбалската школа у клубот, например Пелистер, Вардар. Они од тие црпат првотимци и мора да има квалитет. И не е тој натпред Пелистер со Вардар и Пелистер со некоја приватна школа. Тука не можеш да видиш, бошто таму може да ти стаи дети што нема никакви афинитети за фудбал, приватна школа, ама родителот плаќа Так. и мора да го да ставиш. игра. Тоа е. А Све се овдека сака. мора да игра. Ама овде мора да у школата, например, клубска, мора да има квалитет да игра, пошто он Друго дете има. тука ти е. Значи, он би направили лига U19, или U21, U19, кој таа трета лига, место трета лига. Не место, него да биде... Као што се у 23 што Да, играат. као што има на запад U23, нека играат. Нека игра. Значи U23 може U19, U20, U21. Ете тие што не се првотинци. Имаш, да ги видиш, види, може некој касни. Дака. Може 19 ќе отвори. Па ете ти го имаш у клуб. Повреден, ќе се врати со утакмици, повредениот може да игра од тие младите. Сега не може да игра стар на 23, ама тука е Да, добро. ќе го приклучиш. Све се прави. Сега дали може сега е касно више. Не за следната година. Да, за следната година мора да направи. Убаво е пак, Сега сега читаме, ја ги слушам луѓе коментари, пошто се мешам. Ете, и одам, ја приватно одам гледам деца. Скаутинг службата мора да подигне на ниво максимално. За секој култура. И у репрезентација, и у федерација, значи мора да има скаути репрезентацијата. Ти не знаеш кај има дете. И за тоа академиите се направи рез. Не може да си тренер у клуб и у академија тренираш. И Да, Масар најави дека ќе укине академијата. не да укине, он Не, може ќе да укине, стои, дефинитивно. али треба да биде за тоа академија. Значи што е академија врв. Значи академија треба да бидат најквалитетните, или ќе ги направиш да се такмичат. Значи академија ќе игра. Ама што ќе игра? Нека игра бе Ама тие у деца лига. треба да играат негде у клубови. Абе нека се игра, тие се тука, тие се можеш да направиш репрезентација од нив. Све се прави, има Ама тие начини. доаѓаат од некој клуб. Доаѓаат бе, ќе седи тука, после тоа ќе си се врати он у клубот. Ама утакмици ќе игра тука. Утакмици. Ќе си игра, ќе игра среда. У недела ќе оди за клубот ќе игра. Мора да играат утакмици како. Све се прави. Ако има желба, ако има цврста рака, А добро, може ли ние да направиме нешто и на физички и на било кој план да зборам за домашно првенство ако не играме среда недела? Вака сега, убаво е ова ти убаво праши. Значи треба план да има. Стратегија. Сега да седнеме, да ќе ме слушам. Ако треба и од надвор ќе донесеме луѓе. Дајте да направиме план, стратегија у наредни 8 години. Зборам. Како прво ќе играме? Кој систем ќе го играме? Добро. За да може Милевски да може има готови сега играчи само да Милевски ги бира. утре, Јанко, Петко не е битно, збориме за зборуваме 8 години. Добро. Треба да се направи систем како ќе игра, како ќе
под кој систем ќе играме? 4-4-3. Да не го учам оној Бекон како да игра. Така, значи кај нас е проблемот, тренерите не се едуцираат. Они се едуцираат од интернет. Значи ќе го пратиш на обука негде, на семинар, на камп, на како Тие плата нема да им дадат. Ама ќе го пратиш, тоа за федерацијата изборам. Место што одат управен одбор 50 души на патување, со тие пари ќе пратиш 5 тренера додату Херевен, 2 недели, зборам. Така. И ќе учат, ќе гледат, ќе се вратат искуство и ќе пренесат тука. Се знае кој патува, или ќе патуваат тренерите, например. Ќе договориш таму состав и така по 3-4 дена седат таму. Така, место да шетаат, да ги идат на тренинг. Ќе видиш, ќе им организираш семинар, па сигурно нешто ново се тренира таму. Да види како сегде напредува само кај нас стои фудбалот. Значи мора да видиме што е проблемот. Па ќе да кажем, има кампови да се организираат за деца. Збориме за надвор. Така. Вокри покојни направи камп у Швајцарија за деца од Косово, па може 100.000 деца помина. И бира за репрезентациите тие мали у 15, пошто таму имаш Белгија, Холандија, Да. има месец дена беше кампот. И таму ќе се запишете, си гледате, нормално тоа иде преку амбасади, тоа се прави реклама. Але добро. И ќе бираш. Наши има сегде, наши имаш у Италија, сегде имаш наши. Така. Ќе направиш камп ако треба, ќе задолжиш некој Австралија, Канада, малку ли ги има таму? Ќе видиш, мора, има деца, има сега, ама треба да се гледа и желба треба да се има. Па на крај крајева плати 10 карти, донеси 10 деца од Австралија, млади. Дај да ги видиме тука камп ќе се организира. Така. Не е го Охрид. Не е битно. Нема, дали Охрид, кај што Сакам има да камп, кажам, репрезентација дојде. дојде. Убави, условови. Дај да видиме. Има сегде наши деца. Ќе ги бараш, ја тоа се нервирам. Не можеш ти само Скопје да гледаш скаути. Ја палам кола, одам, Евгелија, што не ми ја работам, ама одам. Имам ја други обврски. Има ли деца таму? Како е сегде има деца. Само треба дојдеш да гледаш. Сите имам пријатели из Македонија. Само се ова, дојди да видиш, има дете, онде дојди. Ма секаде имаме тренери. Во секој град има тренери. Абе друго е, види, работа на скаутот е да гледа и да предложи. Ја гледам, ти предлагам, тебе имаш дете 2010 вамо таму. Мојата е до тука. Ја ти давам, ти после вие службата си гледате, си правите, си анализирате. Така. Затоа ти кам треба систем да се направи да не е ништо ново, тоа е измислено од секаде. Значи, ако добро те разбрав, накој што кажано, Масар треба да направи една длабока реорганизација во федерација. Па само тоа е спас. Што е спас за друг? Ете, се сменија преседатели, не е битно преседател. Така. Треба да направиш реорганизација, треба да он убаво што ги стави Панде, Христо, тоа е све окей. Па треба се да се работи. Ама треба работници. Треба теренаши ше бери, треба да одиш да гледаш, да ти само да даваш извештај на тој што е над тебе, тоа. И тука ти си завршил, после они си превзимаат, тоа не е тоа ништо ново. Ланчен систем. Ама тоа Фабрика. Федерацијата ти е фирма. Кај што имаш претпоставени работници, шефови, и секој си одговара за својот сектор и пријатно, нема тука. Ако си ја вршиш добра работа, да, ако не, фала пријатно. многу пријатно, нема тука. Нема милост. Ама каква милост, брат да ми е, нема тука милост. Тука е... Но и на крај крајшто големи пари се отидат во фудбалот, не е више за подценување. Федерацијата зима убави пари. Одамна не само тоа, него Не, федерацијата зима убави пари и се заработуваат. Ја не знам кај нас фудбалот го сваќаат ко хоби. Сегде у свет е фудбалот профитабилен за профит, кај нас е хоби. И тоа, пази, значи се заработуваат огромни пари. Ама онда да дојде до не тие се пари, лажеме. види, онда дојде до тие пари, треба да Треба да се направи изработи. услови, треба да изфинансираш тие доле. Па ќе кажам, више сум досаден, не може тренер младинска категорија со 300 евра да работи. Кај го имате? Треба да се платени тренерите, кои пари за младински фудбал, младински фудбал. Тоа убаво рече Масар, ќе го среди. Дај Боже да го среди. Значи, ако се 100.000 евра за младински. Така. Не за првиот им плати. Тука е проблемот. После ќе бараме резултат. Ќе бараш, ако си платен, никој како да ти барам резултат, 3 месеца плата не се зема. Што да ти прави?
Добро, може федерација кој ги даде парите, пример, за младински фудбал во Вардар, да збориме, хипотетички. Така? Да прави контрола, да видиме кај се парите ја ги даде за младински фудбал. Па може да прави, Каде се парите? Да видиме што парите ги направите. дава федерација. Што направите за парите? Ја ги давам парите, ја ги контролирам. Има милион начина тие пари да се сврта, да се... Тоа не, мислам, ако му дошло некој клуб професионален, збориме за 80-100.000 евра, значи Не е ти не си клуб. клуб. Ти не си клуб. Али 100.000 евра за дечиња кои што треба да тијат на не? турнири на вамо таму. Прво се треба да ги многу. платиш тренерите. Како? Да ги едуцираш, да ги праќаш по семинари, да гледаат, да пратат кај има турнири додат, не да дават родителите пари за опрема. Да. Опрема си купуваат у приватните школи, не може у клубовите да се зборам Така сега е. да има опрема, да има све. Да си оди детето со раците у джеп, да си оди на тренинг. А ако сака копачки да си ги земе дома да си ги чисти, другото Не, све да си у клубот, како? Тоа е клуб. Ако треба ја да купувам опреми за дете, што е тоа? Тоа е само финансирање, не е... Или од повисоките екипи, од повисоките категории, или од пониски категории опремат на столици. Ама тоа е срамот. Па не можеш За тоа ти кажувам, ние паѓаме на ситни работи. Сега УЕФА дава опрема фудбали, еве ви ги старите на младинците. Да. А ако се за младински фудбал, дај му ги тамо на детето, детето се Нека игра радува. со убава топка. Нека се Секој научи. дете сака убава топка, така? Така е. Да се стават рефлектори, тоа нема шанси без 21 век рефлектор да не. Тоа прво што треба мастер да го направи тоа. Сите стадиони рефлектори, тоа нека биде од федерација, ако треба донација, нека биде. Од УЕФ, не е битно, ќе си плаќат. И така се 90% клубовите општински. Општините даваат пари, општината струјата нека ја плаќа. Ете помош. Ете и тоа е помош. Како да играш ти дете да го пуштиш, ја ги гледам младинскиве лиги, пионерски, кадетски, овие што се лиги, у еден сад на вештачка треба игра. Летно време врие. Нели е греота тоа? Катастрофа за организмот. Абе, греота е прво. Откатрано ти е тоа. Греот. Дете да го пуштиш у еден сад, пекол. Кај ќе игра? И после бараш, зошто не си прво место? Зошто си промашал, тоа не може да доди. Ќе одиш, знаеш која е убавината под рефлектори да играат деца летно време, они се радуваат, рефлектор кој ќе види тоа е. Драшта е друга. Кој не осетил не знае. Да, ама има. И види, ако се сака, све се може, све се прави. Ова не е нешто ново, ние што го збориме. Ова сме го виделе негде, на крај имаш телевизор, интернет, гледаш, пратиш, гледаш што се Види, случи у светот. Кај мастер е, како ви кажат, и морковот и стапот. Тука нема. Значи, Значи, тука треба да пружи, ама треба и да казнува. треба и да нормално. И ќе добива поддршка од нас максимална. дефинитивно. Тука нема, ако видиме дека стварно Дека се труди човекот, ама другите нема не да може, не може, сам не можеш ништо. Значи треба да направиш екипа без разлика. Тука нема пријатели, другари, знаеш, нема тука. Тука е пошто ова е јавна работа. Даеш фудбалот е, сите го пратат. Да е ова се ајде да не помалуважам некој спорт, банк глупости. Кој го гледа? Тоа никој не го ни знае. Фудбалот, сите очи се вперени у фудбалот кај нас. Види, една добра работа е што ја мастери човек од бизнисот Ја тоа ти и го... поранешен фудбалер, Тоа е плюс. заради тоа што знае како се поставени работите во неговата, како треба да Многу функционира, е просто и едноставно. само да го пренесе Само тоа. треба да го пренесеш. И да си ставиш стручни луѓе, тој што разбира, нема партии, нема пријатели, нема тука, нема. Добро, верувам дека он се тоа го знае, меѓутоа Не, он убаво, види, информациите Меѓутоа, кај нашите него, да кажеме се тоа. информациите кај него не стигаат сите. Знаеш како е, овој народ е овде, кажува на председателот тоа што сака да го чуе. Знаеш, мислејќи дека на тој начин ќе му се улизи. Не, на тој начин ти му правиш лошо само. Да. Треба да му кажеш За вистината да исправи. и да види, ако е, да провери, ако е тоа така, да го исправи, ако е тоа не е така, да ти каже, слушај, нема да ми... Значи, тоа е... Слушај, ја ти ја поминавме емисија, почнеме за репрезентацијата. Добро, репрезентатив, види. На председател се Репрезентација. префрлив. Ама председателот е тој што треба да стави рез да стави секој на свое место у македонскиот Тоа фудбал. после 5 години ќе има Така, деца да за има бирање. деца. Репрезентацијата се е организирана од ФИФА. Ние немаме ништо заедничко со репрезентација. Имаш термини, имаш кога треба да патуваш, имаш пари на сметка за твое само ги собереш и фудбалерите 3 дена, 5 дена колку и да те. направија тактиката, изволите играј. Нема тука федерација нема ништо заедничко со репрезентација. Она само може да менјава селектори и пак не може да менја. Има таму ваljda некоја комисија која предлага, која прави. На крај крајва селекторите резултатите и ги држат и ги менјат. Нема тука
Па добро, Милевски добро се држи сега Па за сега. нема, знаеш. види, тие ние може да го сакаме да го неќеме резултати. Пикси беше спремен да го сменат, Готово беше. помина, си ќутат и терај, до следна прилика. Добро бе, и кога сме веќе кај на трагедија, ја повторно да кажам Нема тоа, дека е направен организација на еден натпревар меѓу Звезда и Вардар. Да, ја знаев, ја бев у Звезда тек. се понуди одма. Ја бев уште у тек, Дарко контактираше бев присутен таму, контактираше со Терзич, со Пикси, па со Терзич. И Пикси најави дека може да изигра. И се договорија се, тоа е. Голема благодарност треба да му даме секој на Панчев, исто и Најдовски. Така. Така да без нивна помош немаше да... Благодарност и за Федерацијата Македонска, потоа ќе кажа заради тоа што целиот приход од овој натпревар иде Тука нема збор, тоа е... за несладаните во ова тешка несреќа. Така, тоа е, сега никој нити му е до фудбал, нити му е до... Ама тоа мора да тере, тешко на... Ја, знаеш, сега малце тешко на родителите, иначе... Другото се ќе... Се ќе оди. Коченијата, луѓе што биле, вика тоа е да не поминеш од таму. Да. Нема, жално, збор нема, греото не. Жално е што сиде меѓутоа, ајде да видиме, има институции, сега нека бакати да видиме што и како е, да видиме. Кој изгрешил се знае. Нема тука... И самиот рече, нема брат, сестра, нема, исто, ама секоја работа. 60 души за гина заради тебе. 6, пази, тоа се деца. Тоа се... Така. Не се тоа, и возраст е, а не деца. Така. Така да, пак ќе кажам, нема ниедна работа, пак ќе се вратиме на Масар. Нема тука сентименталност. Па не би смеело да има. Значи, тука има, што би рекол ти, кај тебе и камшикот, не знам што да прави. Треба да ставиш ред, и само треба да бараш отчет. Така е. Кој што сработил, не си сработил, И да го активира тоа здружение на прволигаши, да има состаноци, да има... Порано, кога се видов? Пред 2-3 дена со бившиот со Харалампи Хаджиристи. Така. Се видовме на кратко, спомени, знаеш, јас знам кој имаше у старата зграда на Федерација, кој имаше здружение, тоа беше уште множеви што не се ваде. Ацуле покојни, Батеване, тоа било, ама после тоа секој си брани свој интерес, клубски. После тоа кај Јоле доле у кафана ќе седнеме ручек и си одим. Ама за време на состанок тоа се беше само да очекажувано. снимаш и да се смееш. Ама тоа беше Знам, ние едва чекавме да дојде. Знаете, како новинари едва чекавме да дојде такво изложение. Ама и така се прави. И се правиш и пуни беа стадионите, ја не знам, овие помлади не се сеќаваат. Пуни беа стадионите, порано беа пуни. И тоа како ја превенција. Дали и квалитетот, дали се носи кај нас неквалитетни од надвор фудбалери, тоа знаеш. Па во недостиг на наш кадар мора да носиш било што се, ама види странски фудбалер кошта и тоа треба да се регулира. И тоа треба да се регулира. Нема проблем. Странец да биде работа дозвола добива 5.000, 7.000 плата. Па сега ти носи неквалитет. Дека има. Така. Мора да го регулираш тоа. Холандија беше, знам ние Самир Фазли кога го носи Херевен, 450.000 евра беше у Холандија така закон, добија работна толку е минималец годишно. Дојде. Па тоа е и цената, јас колку што знам, дека еден солиден фудбалер тамо, трета, пета лига од Бразил да донесеш од дека. Толку е. Сега да не за 1.500 евра, 2.000 чим дошол од надвор. Без 400.000 евра не можеш годишно да го земеш. Ние за тие пари ти 3 наши деца ќе платиш. Не е само тие 1.502, кај ти е стан, кај ти е храна, кај ти е... Значи, он те кошта 5.000. Ама, окей 5.000, да донесе квалитет. Да подигне... Да, ама види, значи... И да можеш утре да го дадеш, да земеш 500.000. Ама еден е мамич кој што сите го... Ама ја тоа го зборам цело време. Го донесе Олмо од Динамо, его Олмо ти е најдобро Шпанијаца. Тоа ја го зборам. Не може да диши Шпанија без него. Имаш деца, имаш милион, ќе ги најдеш. Види, не може сите големите клуби да ги земат. За тоа зборам, има скаути, ќе шетаат, ќе гледаат, ќе пратат. Ќе му бараш баба, дедо, прадедо, има нема. Бараш како? Имаш поколенија, па имаш у Измир бе, градоначалник на Измир е од Девар. Од Нерези. Беше. Па имаш на македонци еден куп. Така. Корени македонски. Оди види. Така. Сега, не може сите да играат у Галатасарај у Фенербахче. Некој треба и овде да... Па донеси го. Така.
Баш и Масар ги има тие контакти со Не, ги има, Турција, така дефинитивно. да, па знам ја лично да ги има контакт. Значи тоа може да се среди. Напреден камп у Измир, да виш колку деца македонски ќе дојдат. Охо. Одбери 3-4, што е проблем? Исто ли? Донеси. Така. Све се прави. Ако се има желба, мислам дека има желба, све се прави. Само треба цврсто, Добро, каква е без опасноста? сентименталност, нема... Опасноста, јас ќе кажам, Тука сме да му помогнеме, ја не, стално сум рекол, ние сме на располагање без никакви обврски, значи дефинитивно Некакви од љубов према фудбалот и спортот во Македонија на располагање сме во секое време. Меѓутоа ме интересира една работа. Колкава е опасноста од оној у федерација да каже втория шалон, прв шалон е многу неблагодарна работа, меѓутоа мислам дека федерација е полно со така. Види, да збориме реално 30 години администрација е пулна со такви. Тоа да е дефинитивно. Па, федерација што е? Па добро е, меѓутоа е независна држава. Ама не, ама пак зависна. Знаеш, кај нас нема одвоено спорти. Ќе може ли Па, ако маса да са- се справи со Па, тоа? ќе мора, ако сака нешто да направи, ќе мора. Значи, ќе мора. Тоа, прво ја би направил, не знам како е тоа по статут, по врска немам, тоа не се разбирам тие правни работи. Тие општински сојузи да укине таму. Клуб нема статива има, а има делегат гласа. Зашо да гласаш? Како ќе гласаш ти за некој што дава €1.000.000 годишно? Ти ќе му акроиш судбината. Тоа некако не знам како е правнички да се изведе. Он нека си има ОФС, не е проблем за регистрација, за... ама да не даваш делегат да дигаш два прста, што немаш ни... ама никаква корист од тоа. Мислам никаква интерес нема. Што имаш ти интерес? Например, сега да не спомињам ОФС кај што нема клуб, одлучува за нешто, ја што давам €2.000.000 годишно. Така. Он одлучува за мене. Сега, тој што дава пари, тој треба да одлучи. Ја би ги уклучил клубовите прволигашки у тоа, Во собрание? у некој собрание, некој дел, да биде они да одлучуваат. Што се работи за фудбалски оддел. Тоа правни, тоа е тоа здружение пролигачи што треба да Па функционира. тоа, ама тоа треба да биде јако здружение. Да, ама тоа е у прв степен се тоа треба да решава федерација у втор степен. Ама пак сакам да пак треба да биде има тежина. Значи Јона, извини ќе те се измешам, Јона што беше некакво здружение кај господин Хаџиристевски, кој беше претседател, не беше истинско здружение. Ама пак имаше тежина кој имаше предлог, така? Имаше. Ама види, тука се многу измешани од тоа. Ти кажам, моето се расплашував и тоа зошто не е здружение. Здружението треба да се ги има сите ингеренции на федерацијата во прв степен. Да се ги организира првенството, да се да не биде само реда ради, да. Значи се тоа. Па свесен си дека Италија не почна пред 2-3 години не почна првенство. Имаше немаше дека не го Федерација сакаше еве се здружението да се пребациме за судиите, значи од сега ќе има ВАР. Баш јас се видов со беа гости кај мене ваму у локалот, беа судиски носеа слики некои и се прави ВАР собите вамо и ќе има ВАР од наредното првенство, така да и тоа ќе биде некоја новина, нешто да се приклучиме. Да, сега да функционира. Сега да се приклучиме у таа фудбалско семејство што има ВАР, срамота е да немаме ВАР. Се, втората работа е не профункционира здружението заради тоа што клубовите не сака да се нафатат до такво нешто. Дали е можно, човече? Види, можно е, пошто пак ќе кажам нешто, ама ние пола газди не ги знаеме на клубовите. Ти текнува? Еве, сега, вака малце кафански мует. Пола газди не ги знае. Ама не е кафански, тоа е рак рана на македонскиот фудбал. Тоа е. Нема, ќе си дојдат газдите на клубовите или ќе пратиш представник, ама тој стварно представник. Така не, е. реда ради. И ќе се седне, ќе се тропне кај Масар, колку има прволигаши? 10, 12? 12. Так. Дај да видиме тоа. Нема тука човекот од фудбал разбира, ќе седне, ќе се Најлесно е да разговараш некој што бил у фудбалот. Што знаеш да заеднички јазик во секој. Тешко е со некој што го сака фудбалот, ама друго е да го сакаш, друго е да го разбираш. На стадион има 20.000 што го Сите го сакаат. сакаат. Ама 10% разбира. Така да се може, има сега простор, еве го завршува, па има простор да се седне, да може да се направи.
ако не од ова првенство, од сега да се најави од наредното да биде више, да нема ти рече, абе, не фати неспремно. Не, од сега ви кажувам, до година ќе биде вака. И крај, нема да играш прва лига, немаш рефлектори, ќе убациш 500.000 евра, 1.000.000 евра, котизација, нема. Спонзор, слушам дека и се наслон, вајда има, на лигата ќе се најде, да не се плаќаат картони, суди, муди, и тоа е помош за клубовите. Како не? Така да све може. И јас контактирав со председател Томаргич, 2-3 пати. Вери дека во моментов има навистина работи и навистина е преоптеретен дефинитивно. Јас тоа го знам, меѓутоа во интерес на... Знаеме сите. Знаеме што маки има, така да... Ме замоли малку да го оставам. Не е проблем, Да го оставам, нема проблем. Кога и да му треба, како и да му треба, значи ние сме тука на располагање сме му. Ќе има време кога ќе гостува и... Само нека почне, нека се работи нешто. Видите, ако почне се гледа, нема тука, знаеш, фудбалот е јавна работа, ќе видиш. Ако иде нешто добро, еве сега има вар, како да не е добро. Значи добро е. Так. Што викаш, има ова, има некои Да, има веќе нешто се поместува. Да поместува. видиме организацијски, јас сакам да идам. У самата од најдоле, од младински фудбал, тоа да видам да се смени, ако тоа се смени, мислам дека ќе тргне. Да не биде 30 години статус кво. Трети лиги, втори лиги, тоа се аматерски лиги која Да. сакаме да правиме деца фудбал, мора нешто да смениме. Арсе, ево 19:30 ни помина времето. Овој пат многу брзо да ти кажам искрено, баже од режија ќе не убие ако ја продолжиме емисија. Он гледа од на саат, на мојот Гледа саат. да. Добро, не е просто кој за фудбал нема застанување. Да, ти благодарам што си секогаш на располагање и ќе бидеш, се разбере кога е фудбалот во прашање нема договори од кажување, тоа ни е ако е најважна споредна работа на светот, ке наши супер најважна споредна работа, имаме 2 милиони селектори. Ние што сме инволвирани, живееме од тој фудбал, така да сакаме да има квалитет. Так. Нема. И да викнеш некој да дојде, да гледа, да... Имаме 2 милиони селектори, треба да... 2 милиони аналитичари, 2 милиони селектори, се по 2 милиони имаме ние. Добро, тоа е сегде, не е само се се разбира. Ме интересира за одмисло, не ме интересира. Од корона дојка беше, све се. Тоа беа 2 милиони лекари. Све се. Така да. Добро, Трамп ти... му рекол ова, мислиш седел на маса со му решо, му разбираме, ние седи тука и гледа. Секој ќе благодарам уште еднаш. Се гледаме многу брзо. Почитувам гледачи, тоа беше емисијата Арена, се гледаме следниот четвртак.